Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. 6 април 2017 лето, господово, 17 часот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Слободан Томич, автор на овој интерактивен проект кој ќе ве водам во наредните 60 на минути заедно со моите соработници Никола и Далибор. Почитувани, со оглед дека и денеска 39 ден поред Македонија и натаму е на нозе, Македонија и натаму вели не за никаква платформа која е инкорпорирана и е наложена по секоја цена да се реализира на овие простори, да се изгуби ликот и унитарност на Република Македонија. Да бидам искрен, разговарав со повеќе мои пријатели во соседството и надвор од државата во кои Македонија станува топ тема во медиумскиот простор, имајќи факт дека ваква се народна, да речам, мобилност, кој чеча мобилност во одбрана на белезите на државата, ретко се наоѓа. Да, почитувани, Македонија не се наоѓа насекаде, ниту на улици, ниту во некој гранавче. Македонија е таа што го има, како што рекол повеќе пати во Светото писмо, повеќе 32 пати. Затоа сме предност од другите и затоа велам сум чест ми и задоволство и горд сум што ќе речам прво сум македонец, а потоа сум човек. Човек сум што денеска ќе бидам благодарен на мојот соговорник, да му речам добродојде и благодарам. Тоа е Љупчо Палевски, поранешен претседател на градската конференција на Социјалдемократскиот сојуз. Во интерес на времето не би сакал многу да должам, бидејќи секоја секунда ќе биде вредна. Љупчо, добар ден и добродојдовте во Гласот на народот. Благодарам, добре најдов. Еве, денеска реализираме ова емисија 39 дена, да речем поред, како што спомнав во најавата, и самиот може да гледате, да регистрирате дека народот не може да дојде работи по римов контрол или со далински управач, си доаѓа, се организира, си ја брани државата. Како го дефинирате ова сето што гледате визави мене, визави ова прекрасна гледка што од лева ваша страна, а еве режијата, Никола ќе замознам да даде еден кадар, да видите како се тие почетоци, да речем, на организација на овој 39 поред собир на македонците. Па ова се реакции, мотивни реакции на граѓани од Република Македонија, бидејќи овдека не се само македонци, тука имаш и срби, имаш бошњанци, имаш неалбанци. Тоа е последица и реакција на еден несмасен документ, ниту по време кога е објавен, ниту на начин на кој е објавена. Тоа е декларација за која е денес, а претходно беше платформа. Македонската јавност ве памети по повеќе пати, да бидам искрени, во Гласот на народот. Ми бевте соговорник пред 10 на години. Да. И создадовме голем интерес и кај јавноста, верувам и денеска во наредните 54-5 минути, ќе додадеме интерес од општа причина, бидејќи умеете и знаете да го задржите вниманието. Сте со еден збор ексклузивец. Што би рекле ексклузивно во Гласот на народот, имајќи факт дека народот веќе ги нема тие шишки што пред очите што ги имаше, да речам, од лисијата не ја препознава шумата, особено имајќи факт дека Социјалдемократскиот сојуз кога не е на власт, во Македонија се е можно, војна дестабилизација, тероризам, убиства и се тоа. Мал е Социјалдемократски сојуз како политички субјект, посебно овој Социјалдемократски сојуз, за да предизвика ваква голема криза во државата. Значи, овдеки постои партнерство. Социјалдемократски сојуз е само изведувач на едно друго партнерство, а тоа е Стејт Департмент и Сорос. Да бидам искрен, важите за, значи, од тврдокорите, да речем, социјалдемократи, значи еден од основачите. По старите. По возрастните или по старите, речем, по политички стаж, нели, у партијата? Втора генерација, основачи се други, ние бевме многу млади членови кога беа основачите. Еден... Каков е коментарот сега визави ова генерација, сега кои се на политичката сцена, кои што велат повеќе аналитичари, мои колеги, велат и јадат се живо, значи без пардона, значи без милост, вика no mercy.
Не, Социјалдемократски сојуз е претворен во невладина организација на млади момци кои имаат огромни амбиции, малце перформанси и тоа ствара една фрустрација и нефункционалност на таа едно време голема партија. Значи, во моментов никаков демократски капацитет, зборувам за внатре во Социјалдемократски сојуз, а тоа како последица предизвикува и никаква акција на терен. Многу лоши резултати. Значи, ја не треба ни да ги опишувам, него само да ги нотираме резултатите од последни избори, кои пред 2 дена Бели ги окарактеризира како кредибилни, што беше и целта на договорот во Пражино. А од 27 март чинам дека и Столтенберг... Денеска потврди. Па, 27 март е писмото насловено кое беше објавено до председателот Иванов, каде што и Столтенберг изјавува дека се регуларни изборите. Резултатите покажуваат перформанс на Социјалдемократски сојуз. Со све она што го доби како подарок од Стејт департмент и Сороса, тие се 60.000 албански гласови, кои не се политички одлуки, туку е еден изборен инженеринг во овој проект. Која е целта и доаѓањето на Зоран Заев на, не речам политичка цена, во амбиентот на Република? Овака, значи целта на и доаѓањето на Зоран Заев во пред 3 години, конкретно да кажеме, со почетокот на вистината на Македонија, каде што и јас лично се изложав во проценките, е дека се работи за некоја антикоруптивна борба политичка, во која со бомбите и со материјалот кој беше презентиран на јавноста, на обичниот човек, се презентираше аудио презентација дека се работи за корупција од огромни размери. Меѓутоа, во 2015, тоест во 2016 година, се отвори втор дел од овој проект, а тоа е албанската платформа. Наивно, Зоран Заев, во месец август, мислам, при разноразни посети на некакви комитети, без никаква причина почна да говори за отварање на рамковниот договор, бидејќи тој не бил доволен, бил исполнет, и тоа е малку, треба повеќе додиме, со некакви флоскули, кои ни самиот не ги разбира. И веќе тогаш сватив дека ова е сериозен проект, регионален проект, во кој се отвараат прашања кои овој народ, оваа држава, овој систем ниту е спремен, ниту подготвен, а уште помалце па и можам слободно да кажам и политичката елита е подготвена за така сериозни прашања отварање, како што ги отвори Зоран Заев. Подилетантски, да не кажем индијански, не можеа да се отворат системските вредности на оваа држава. Он ги отвори. Што стои за тоа дилетантско однесување? Па јас сметам дека се работи за класична политичка корупција, кеш. Кеш? Да, и тврдам дека е во прашање само тоа, бидејќи не гледам бенефит некаков друг. Да албанците тоа го многу вешто го прават, бидејќи они не се должни ништо од нас да ни понудат за да поверуваме во нивната намера за права, за позиција нивна, индивидуална, колективна позиција во оваа држава. Не нудат ништо на македонецот, за македонецот стварно да поверува во она што го бара. Него они едноставно бараат, а не нудат ништо. Чим не нуди ништо албанската политичка елита, значи дека целата таа работа е платена. Колку тежи тој кешот? Не можам јас да знам сега, ме ставаш во позиција дека јас све знам. Не знам, се шпекулира дека се работи за сериозен износ на финансиски средства, ама тоа е све во сферата на шпекулацијата. Не би сакал сега да долевам зејтин на оваа запалена атмосфера. Меѓутоа знам дека се работи за недвижен имот во Берн, тамо, во Швајцарија, и тоа токму во периодот дека он престојуваше таму. Каде што даде беса дека ќе ги задоволи апетитите на... Па ја не чув збор беса, меѓутоа чув едно бесконцептуално политички лито ветување на луѓе кои не се видомни ништо човекот им вети, дека Охридскиот договор треба да се надмине, дека тоа е тесен, дека тоа е минато, што да не идеме и над Охридскиот договор, не знам што му значи тоа над Охридски договор. Значи на најдилетантски можен начин ги собираш албанците во Берни и им ветуваш нешто ничим изазван. Зошто тоа го направи е претходно тоа што го кажав. Мојата претпоставка е дека се точни шпекулации и дека се работи за кеш. Дали Заев сам во... Не е сам. Сите овие денеска што се членови на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз имаат сериозна одговорност што ќутат додека се ова се случува. Некој е пратеник во парламентот, некој
чека министерска позиција, меѓутоа овие моменти кога за формирање влада и подписи за таа влада се разговара за вакви системски тектонски пореметувања, сноси и одговорност, не е само бенефит. Сноси одговорност, таа одговорност ќе видиме кога. Дури може да биде тоа некој ново ДПМН, може да биде некој нов социјалдемократски сојуз, меѓутоа на оваков начин помеѓу две партии договарање на промена на системно уредување на една држава е сериозна одговорност политичка, а подосна и кривична. Дали се млади, дали се неискусни, не знам, меѓутоа тоа е сериозна работа што во моментиве се случува, они сметаат дека со дебата на телевизија тоа се ќе биде оправдано. Колку е таа бројка што трља раце се радува околу Заев? Бројка на што? На поддржувачи. На поддржувачи се работи за Централниот одбор, се работи за Извршниот одбор и за раководните функции по општинските организации. Меѓутоа, тоа не може да биде повеќе од 2, 3, 5.000 луѓе. Небитно. И кумашините, и стриковците. Небитно. Па добро, има он еден систем во Струмица на бизнис компании кои окей работат со буџетот на општина Струмица, се додека не го осудат, нели не можам да тврдам дека он правил криминал. Меѓутоа, сака да бизнис системот од Струмица да го имплементира на ниво на Република Македонија. Ослушаме неговото лично Муртино, му се налутено една Муртено. Јас не сум чул, меѓутоа предпоставам, секој нормален човек или дури во внатре во партијата, мнозинството не одобруваат оваа политика на лидершипот на Социјалдемократски сојуз визави платформата, декларацијата, како и да го кажеш, оној документ кој албанците го бараат. Дури она што неколку пати, може и 100 пати на мојот Facebook профил сум го повторил, не сега и не вака, мнозинството од Социјалдемократски сојуз го сметаат истото, бидејќи таа партија постои 25 години и сега заради начинот и времето кога тоа албанците го бараат, Социјалдемократски сојуз е на добар пат да не постои. А после 25 години не можам да се радувам на нешто што сме го градели од деца. Дали би дозволиле, како е да речем повозрастни? Ја не дозволувам, затоа и јавно излагам, затоа и ова го говорам, затоа што стварно сметам дека ВМРО нема да постои без СДС и СДС нема никогаш да постои без ВМРО. Тие две партии се основачи. Тие две партии ја градеа оваа држава. Албанците не гласаат ниту за првиот фаличен, да го кажеме, устав. Јас сметам дека не, меѓутоа они не гласаа за тој устав. Се случи 2001, едва и СДС преживеа такво тектонско пореметување на уставот со подпишување на рамковниот договор. Љупчо Ѓорѓиевски му заврши кариерата со подпишување на исто така на тој рамковен договор. И ако погледнете денеска, ниту еден подписник на рамковниот договор не е актуелен политичар. Социјалдемократски сојуз е наследник на рамковниот договор. Социјалдемократски сојуз иде понатаму без при тоа да се појави платформата. Немој да не смее да се заборави дека одговорноста на Зоран Заев е што он ги отвори тие прашања во август 2016 година. Платформата ни се појави на Божич 2017. Нема ништо случајно во такви сериозни проекти кои што е овој, во комплетно компрометирање на системот државен на Република Македонија, не ВМРО и СДС. Системот на Република Македонија е комплетно компрометиран. Дури она што мене ме плаши кога веќе сме кај системот, еден инцидент како што е, да кажеме, симнување на знамето кој да го направил во Куманово, може да следи уште порадикален чин во кој Министерството за внатрешни работи треба да реагира. Може да се случи да министерот од ДУИ бара интервенција, Чавков да не дозволи, или обратно. Чавков да бара интервенција, а министерот од ДУИ да се спротивстави. Во тој момент завршуваме со системот на Република Македонија, бидејќи Министерството за внатрешни работи ќе покаже јавно дека не функционира. Тогаш почна и хаосот. Кому оди во прилог хаосот? Хаосот оди во прилог само на Стејт департмент и на Сорос, бидејќи нивната официјална политика, ова до сега што видовме, што е горе, тоа е боле. И тогаш зависиме од нивните одлуки, нивните медијаторства, нивните гаранции и така натаму. Имаме слично сценарио дека збориме јас и вие во северниот дел од нашата граница, во Србија, исто така негодување, неприфаќање. Нашата соседна држава. Нашата соседна држава Србија. Србија, да. Тоа е истата технологија, тоа се гледа и просечниот македонец може да види дека се дежавуе, буквално се повторува ова што се повторува кај нас. Не сакам да го бранам Вучич, дали е
автократ, голем, диктатор, како се го нарекуваат, па дури и да се фалсификат овие избори, во ред може да се повторат изборите. Меѓутоа, никој не сака да се повторат изборите. Јас сум сигурен дека Вучич ќе прифати повтарање на избори. Само да се соочува системот на Република Србија, државниот систем. Не, сега не сакаат повторување, него сакаат буквално рушење и анархија во Република Србија, што мене ме потврдува дека се работи за еден регионален проект. Значи, ја не би наблагал Deep State, Трамп и така натаму. Ја говорам за моето родно Скопје, ја говорам за Република Србија, која ни е сосед. Мислите да дојде до ново прекривање на картите на Балканот? Не може да дојде до ново прекривање. Албанија е НАТО држава, Бугарија е НАТО држава, Грција е НАТО држава, Романија е НАТО држава. Значи, НАТО членките не можат себе си дозволат луксус да еднострано во тој колективен безбедносен систем еднострано да посегнат по туѓа територија. Меѓутоа, Србија не е НАТО држава, Македонија не е НАТО држава, Косово, Република, не е НАТО држава. Кризата ќе биде токму тука, во таа триангла, а тоа е Косово, Србија, Македонија. Како ја замислувате? Да биде полог, да кажеме сега ова шпекулација, нагласувам дека е шпекулација, меѓутоа е многу логично полог да биде компензација за Северно Косово. Не треба да се заборави дека Србите во Косово, тоест Хашим Тачи, во парламентот имаше предлог за сојуз на северни општини, закон кој ќе се изгласа во Приштина во парламентот. Тоа Рамош Харедина и мислам дека е Арбен Курти разбуди се, го минираа со бомби димни во парламентот и тоа остана, така тој закон остана како предлог на владата косовска да се изгласа. Мислам дека пратениците на Хашим Тачи ќе гласаа за, а тоа значи и уредување и самоорганизирање на северните српски општини во Косово. И тоа е супер. Меѓутоа, сето тоа застана и почна да кризира Република Македонија. Колку Зоран Заев има капацитет да ја менеджира оваа ситуација или е човек кој добива директиви од надвор како треба да се однесува во... Само нема да го коментирamo на жолто знаме. Не чини сега да се појавуваат византијски знамења на протести. Лоше. Даваме аргументи на непријателот. Политички. Во ред, во однос на... Ова беше упаѓање. Да. А во однос на како Зоран Заев функционира во политиката? Зоран Заев е дел од овој проект, само не е она што го покажа со политичко действување овие 3 години, покажа дека е само дел од проектот. Не е водио на автентична, собствена, социјал-демократска политика, па најмалку. Кому беше понуден овој проект да го реализира? Јас сум чул дека Бранко Црвенковски го одбил овој проект вистината за Македонија. И тоа сум чул од Заев, лично. Заев ви го кажа тоа? Да. Која година му беше понудено? Па мислам дека е после тепањето на новинарите во парламентот, што по мене е несмасна и груба грешка на ДПМН. Тогаш беше Ставревски, кој денес го нема, го е густо, така. Тогаш беа некои други ВМРО-ци кои беа комотни. Не беа овие ВМРО-ци што сега се бранат. Таа глупост во парламентот, мислам дека беше иницијалната каписла за овој проект на State Department и Сорос. Бранко тоа го одби. Одиме со реклами и се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, почитувани, сигурен сум дека и натаму сте на фреквенцијите на радио Слободна Македонија, имате што да слушнете во делот на ова наша попладневна трибина. Лјупчо Палевски, председател на градскиот комитет на социјалдемократски, градската конференција на ЗДСМ, поранешен така ми стои во најавата. Кој ќе речем поранешен, ви имате носталгија, господин Палевски, за тоа? Па добро, таа носталгија и емоции секој може да има за времето и животот што го потрошил, меѓутоа ја денеска не се чувствувам како дел од ова раководство и оваа политика на социјалдемократски сојуз. Имавме можност да видиме не само вие и другите му дадоа шуткарта на Зоран Заев. Куновска, да не ги брам уште. Да, имаше реакции, не шуткарта, него тоа се реакции на и незадоволство од начинот на кој се води денеска социјалдемократски сојуз. Дали некој ги прашува нив? Како ни реагираат? Дали они ја прифаќаат платформата не. Социјалдемократскиот сојуз? Многу луѓе од членството
не ја прифаќаат платформата, нели да кажеме многуте од овие авторитети денеска демократски не нарекувале Србенди, просрпска партија и така натаму. Половината од членството врие по овој основ, а тоа е платформата, декларацијата на албанците. Меѓутоа, добро изменаџиран, затоа и Сорос е тука присатен, одлично да ги изменаџира наводно во наводници опозиционите медиуми, за воопшто да има шанса да се покаже на јавноста дека постојат социјалдемократи кои не се согласуваат со оваа политика. Да бидам искрен, цифрите што ја спомнавте како спекулација или како потврдена спекулација не е за подценување. 5-6 кркушки тоа се наистина убави пари, 5-6 милиони евра. Видите, не е прашањето дали мојата тврдење дека е корумпиран и тврдам дека е корумпиран. Меѓутоа, што помага ако он зел 10, 15, 20, 30, 100 милиони? Ништо не помага во дефектите што нас ни остануваат на сите заедно. Значи, моето тврдење е дека единствено излезно политичко решение од кризава е Зоран Заев и Никола Груевски да отстапат од лидерските позиции. Така, платформата која ја имаат или декларацијата која имаат албанците ќе мора да се ја вратат у своите политички фиоки и во некое стабилно и нормално време, дај Боже да биде побрзо, со нови избори, без нови избори, мора да биде консензуално големо решение за иднината на оваа држава. Нема шанси за праење коалиција за влада да се менуваат устави или воопшто и било кој закон не смее да биде предмет на договарање помеѓу две партии за праење влада. Што ако владата падне после еден месец, а законот е донесен? Штетата ни останува или измената на законот, еве да предпоставиме како што тврдат албанците дека ќе биде корисен бенефит за сите. Што ако владата падне, бенефитот остане? Значи, таа демагогија, тоа лажење на овој начин вака, преку портали и преку Фејсбук, нема шанси. Тоа мора да биде сериозен политички договор на сите граѓани, за сите граѓани. Бидејќи сите се повикуваат на граѓанство, сите се повикуваат дека тоа е добро и за македонецот. Во ред, што нудиш ти на македонецот, како албанец, за македонецот без поговор, со задоволство да ја прифати таа декларација. Ја не гледам ништо, освен што се нудат потписи за влада. Господин Павлевски, со оглед дека ќе го вклучиме и граѓанството, веќе ова емисија без гласот на народот е нула, празна. Спомнавте, значи, без Никола Груевски и Заев. Ја не сум тука никош, ниту ќе бидам адвокат, ниту на еден политички субјект, ниту политичка партија, но сепак гласот на народот во изминатите години му даде поддршка на зборам како како електорат, не само некаков проект. Народот му даде поддршка. Народот му даде поддршка од причина што разбуди македонската јавност за националното трезнење, да речем. Да, ама ја не го оценувам работењето на Никола Груевски. Немам намера да вршам проценка дали или оценка, дали би работел добро, лошо и така натаму. Ако народот прашува, ако се сврте Груевски зад себе што остава, а што остави Зоран Заев? Дали Зоран Заев е донесен од причина што, како што спомнавте, слушам и други аналитичари, Deep State или State Department, да речеме, во оркестрација со филантропот Џорџ Сорос, кој потрошија 100 милиони евра новија простои од 92 година, уште со лавот и со знамето. Замката е тука токму Deep State или ја го викам Сорос и... Да, значи тука е што свесно беше да се сатанизира македонскиот народ како нација, како јазик, како идентитет и така натаму и така натаму. Значи Груевски го разбуди тоа центарот за размислување, таа вигите, бидејќи таа лоботомија што му е направена во времето на едноумието, значи ова е анализа дадена брзосо на еден долг период. Јавниот настап на Никола Груевски по повод платформата, ја се согласувам со тебе и таков е, и он не ја прифаќа јавно со негова изјава. Меѓутоа, стапицата беше поставена од Зоран Заев и така се испроектира политичка кавга со Никола Груевски со останатите албански лидери. Посебно дуи така одигра. До последниот ден, они нема политички став дека не сакаат со ВМРО да помине. Како ќе им каже шефот? Па да, може така да се каже. каже. Како Калече каже така. Да. Сега, бидејќи тоа стапица во која улета Груевски, он до ден денеска е можда единствениот лидер кој не изгубил избори. Се додека не се докажат фалсификатите за избори, Груевски е правно формално политичарот кој
тоа е за 11 декември. Говорам во однос на изборите од како содржина од бомбите. Се додека тоа не се потврди во судска постапка. Бомбите, што мислите? Кај се Не, ова е стигнали? многу важно. Ајде, повеќе. Никола Груевски имаше шанса на 11 декември, не ја виде стапицата која му се поставува со ДУИ и со албанските партии во однос на идното коалицирање. Изгуби не, и денеска не е доцна, единствениот политичар кој би се повлекол од лидерска позиција кој не изгубил избори, ниту еднаш. 10-0. Од како е лидер не ги изгубил изборите ниту еднаш. Сега, има еден обид за неуспешно организирање на референдум во однос на локалната самоуправа, територијалната распределба, Величко Врта? која беше опозиционен лидер. Значи, он не ја виде оваа стапица во која Зошто тоа? го издвоија, па затоа што е ова сериозен проект. Ја не го викам како Мирка Велиновска Deep State, ја го викам класично партнерство на Джордж Сорос и Central Intelligence. Кој, ајде да го кажеме, State Department. Делови од State Department кои работат за кеш. Со оглед дека начнавте доста интересни содржини, да се навратиме околу бомбите. Повели. Што мислите за бомбите? Каде се сликани? Каде се снимат? Добро, бомбите се снимаат на хард диск кај да е поставен. Денес интернетот дава... Слушаме дека сте работи за 17-18 хард диска. И интернетот е глобална мрежа во која ти можеш и од Гренланд да снимаш разговори во Република Македонија. Глобалната, дури и GSM мрежа, ова што ние го разговараме, се дигитални радиобранови кои се на крајот од секој предавател па до големиот сервер на било кој мобилен оператор, тоа се случува со... Шива емисија, Лјупчене го исклучи телефонот, добро? Да. Поред, можете, Само продолжете, но... Да, Порака да нека е опасно, порака ако слушаат сега да ви се заканат. Се плашите ли од закани? па добро, не е само будала не се плаши. Меѓутоа, кога аргументите се со тебе, ти немаш проблем. Кога си чисти и сигурен се. Не, немаш проблем. Јас се извинувам со телефонот го заборив. Поштони слушатели гледачи така. Ми е втор пат да ви кажам искрено. Еднаш кога се Добро, го исклучив. Значи, ја не го нарекувам Deep State, тоа е класично партнерство во кој вешто Груевски влезе у таа стапица и веќе денеска Груевски, ако сакам да бидеме искрени, има многу голем проблем во идните коалицирање со овие албански политичари кои по мене послушно одигра и многу нечесно. Како? Па нечесно е. Му дадоа на Груевски позиција дека он е тврд преговорач со нивното однесување. Чекаа да влезат во преговори кои не според Заев не постојат преговори, а се во преговори со Заев. И истите тие политички субјекти со кои владеел он, ги гледаме сега по телевизија, да, Груевски прифати 2/4, 1/4, 3/4. Тоа е политичко нечесно играње во реализацијата на нивната платформа. Зоран Заев тоа супер му дое, меѓутоа Зоран Заев секој ден губи рейтинг. Значи, и Зоран Заев, и Никола Груевски денеска, благодарение на оваа платформа, се една многу лоша позиција. Никола Груевски со идни коалицирања, а Заев со било каков авторитет пред македонскиот народ. Груевски даде оставка самиот, што ретко политичар тоа си однаприл 100 дена, си ја депонувал. Па добро, он се согласи и потпише таков политички дали има договор. таков политичар во изминатиот период, не само тука и во регионот? Па не, Заев сега ќе научи дека мора и он тоа да го направи. Да. Да се вратам што за бомбите сакам, бидејќи гледам дека имате некои информации што ретко медиумите се вртат без куртоазија. Каде се снимени, да речам, во Македонија или нафор? Значи да повторам, не прекина телефонот. Снимањето Може би денеска... некој намерно звонеца, не параноично, за да не го кажете та. Не, на Вибер беше. На Вибер, добро. Да, го ислича. Значи, воопшто, целиот сообраќај, комуникациите се дигитални и се одвиваат преку глобалната мрежа, значи снимањето како место, како географија, воопшто не е битно. За да можеш да снимиш и да упаднеш во еден систем, бидејќи јас тврдам дека е трета страна, ниту е ВМРО, ниту е СДС, трета страна е снимач на разговорите, а ја употребуваат во внатрешпартиска борба и разградување на системот, може да снима било кој сериозно организиран, па дури може и корпорација која има доволно средства тоа да го направи. Јопче, отворено кажи ми, директно.
Па едноставно треба да отвориш порта на серверот у МВР и да упаднеш во државата и да правиш што сакаш и во име и сметка на Република Македонија да снимаш кого сакаш. Потребен ти е влез во серверот на УБК. Тоа може да го направат само вработени внатре и мислам дека токму овој Звонко и останатите обвинети, еден од нив ја има таа работа направена. А колку е точно нека ЦИА тоа го направи? Мола? На големата раздавачка. Па ја и да кажам ЦИА, тоа не значи дека ЦИА го направила. Значи, стварно не сум толку моќен и паметен и информиран за да знам и да тврдам денеска да, Централна интелидженс тоа го направи. ЦИА може и без Звонко и без таа порта тоа да го направи. НСА посебно е NSA, фирмата представникот на NSA за за потреби на ЦИА ги работи тие проекти. Да, од NSA Не и треба ни порт, не, а тоа може да го направи она. NSA, И без порт. Да. Ту паѓам се дека представникот на NSA Вед Мейсен лично првиот ден по објавувањето на бомбите кажа дека за тоа стои најголемата разнавачка куќа да се Па организација. логично е затоа што видите вака, дури однесувањето на СЈО денеска, однесувањето на самиот Зоран Заев, содржината на проектот Вистината за Македонија покажува дека премиерот сам себе се снимал цел ден. Дека директорот на УБК цел ден самиот себе си се снимал. Не знам што би му користеле тие бомби сам за себе. Министерката исто така. Очигледно дека се работи за сериозен проект и висока технологија која упаднала во нашата држава и направила рашум. Да. Почитувани слушатели, нашите телефони се 02 31 31 332. Се надевам дека ќе се јавите дека имате некои прашања што сакате да добиете одговор од мојот соговорник Лјупчо Палевски, поранешен претседател на градската конференција на Социјалдемократскиот сојуз, кој веќе речиси 35-6 минути во гласот на народот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија 96,0. Еве можност да поставите прашање. Со оглед дека видовме господин Палевски, гледате веќе народот се собира. масовно се собира. Ова е тој народ, неопределен народ, да бидам искрен, народ кој е главен фактор, е неговото височество кој одлучува и дефинира кој треба да биде менаџер на државата, стопа на државата. Овој народ не дозволува, како што читам, некој што сака насилно да го тргне Трајко Велјановски, преседавач од председател на собранието, за уши, како што читам, и да го изнесе надвор. Колку тоа е искрено, колку е честно, колку е човечки да се дадат такви изјави? Не, лоши се изјавите генерално. Овој народ кој да е, дури ДПМН да го организира, а се сомневам дека ДПМН го организира или СДС, било кој, има право на протест. И тоа право е свето и никој не може да му го одземе. Да, исто така и албанците може да протестираат доколку се незадоволни од отпорот што видовме дека неалбанските граѓани во овој момент го даваат кон нивните предлози во платформи, во декларации, во што и да се. Значи правото да протестира не може никому да се одземе, меѓутоа она што е гадно, она што е нечесно и е кога одредени интелектуални групи во оваа држава за кеш од Сорос, истите тие луѓе ги навредуваат со погредни зборови. Што кажува тоа? Дека претходните шарени револуционери тоа го правиле за пари. Затоа што денеска сопствениот народ кој само протестира, не пали, не фарба, ништо не прави, да ти да го нарекуваш разлеана канализација, а тоа го кажува професор на факултет, веќе е сериозен дефект на нашата интелектуална елита, која е искеширана и корумпирана. Дали се девалвира волјата на овој македонски народ? Не. Ставот на овој македонски народ, кој, да бидам искрен, проби најголеми челични бариери низ Наша светот. среќа е што овие платени интелектуалци се гола вода интелектуалци и тоа толку провидно го прават, дури и подпросечно интелигентниот македонец ќе свати дека е тоа само еден вулгарен обид на некој што се представува интелектуалец, што сопствените граѓани ги навредува. Дали Ману треба да биде со ваква однесување? Имајќи го читав таки фити, кој бил и председател на Ману, исправете ме ако грешам. Он бил и министер за финансии, он има и обврски кон оваа држава. И беше во една владеел. афера случена, мислам се сеќавате со Тоа е професорите. другото прашање, колку он бил чесен. Меѓутоа, он оваа држава ја владеел и овие граѓани му дале функција, министер за финансии, во неколку наврати. И сега, луѓето тоа да се да го забораат. Па плюс и да бидеш член на МАНУ, и истите тие граѓани кои си ги владеел, на ваков начин да ги оспоруваш, навредуваш, кажува за него, не кажува за граѓаните, не кажува ништо за протестот. Интелектуалната криза, политичката криза и реакција на овој народ.
Господин Палевски, да бидам искрен, Македонија од првиот ден, значи на незината независност, екс моменте, значи не се знае колку е испумпана. Велам, слава на Бога, што Македонија е едно извориште не само на вредности, и духовни, и национални, кои не се мерат со никако богатство. Не видов, значи, од првиот ден испумпана. 20 милиарди евра, ако идеме апроксимација марка евро, со криминалната приватизација. Значи, ова не се мои оценки, меѓународни експерти. Да не зборам пирамидални штедилници, тат, мат, невработување, значи голем упад во економскиот, политичкиот, безбедносниот систем на Република Македонија. Јас не давам никогаш, не да нададам на моите 58 години легитимитет и право никому да го толерирам ако и наштетил на Македонија. Секој мора да одговара. Кој да е? Па и најродените мои, да речем. Од смисла на зборот, дали Македонија треба да се дожива како монета за подкусурување, да се дожива како пара, како кеш, како што рековте во Берн, 5, 6, 10 милиона брачата се нафатира и се на сметка на тоа ние да плаќаме пенали. Во тој контекст да ви рашам, дали треба подадената рака што ВМРО ДПМН ја даде на Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е евите ги моите 51 пратенички мандат места и твоите 49, колку се 100, терај сакаш да бидеш председател на влада Бујрум. Што е, како ја дефинирате се тоа ситуација? Моето лично мислење е дека тоа е грешка на Никола Груевски воопшто. Прво, и да се подаде раката. Тоа е доцна веќе. Платформата е појавена. Тоа е нашето незнаење да се справиме со намерите на корумпираните албански политичари. Честен албански политичар, сето тоа ќе го постави на начин што прво ќе го респектира соседот со граѓанинот, како и до адресата до која е доставена таа платформа, мораш да ја респектираш доколку имаш намера да реализираш собствено право. Меѓутоа, начинот на кој е сето тоа направено е очигледно дека тие ниту очекуваат ние да им ја прифатиме платформата. Едноставно, платформата е провокација за конфликт, во кој Груевски, повтарам, направи грешка, што не ја виде стапицата која му е поставена од State Department и Сорос. Влета со своите патриотски чувства. Друго 20, дали он, како што тврди Социјалдемократски сојуз, ја користи оваа криза за да не оди во затвор, како што тоа тврдат. Ние можеме еден за друг, као што јас кажав за Берн, така они кажуваат за Груевски. Во моментов, албанците свесно со декларацијата или платформата ја направија оваа нервоза и овој конфликт, за сега емотивен, македонците изреагираа на таа платформа. Груевски не ја виде стапицата, влезе во неа, за жал, како актуелен лидер на ДПМН. Заев нормално не го направи тоа од знаење и он е употребен. Исто така како и Груевски, бидејќи него го натераа во август месец, ничим изазван, да го отвори ова све што денес ни се случува. Само беше финалето на провокацијата е стајано на хартија и се вика платформа. Заев ја отвори во август месец таа работа. Македонец ја отвори како политика, ветување за време на избори, State Department сето тоа го спакираше, албанците го пласираа. Тоа е цела една 6-месечна операција во која Никола Груевски влета. Меѓутоа, дали Запад го виде дека лесно корумпирана личност од 2008 со амнестијата на Бранко Црвенковски и Бранко го зема како човек да му одработи за оваа ситуација? Па што мислите дека он е голем американец и верува во сето тоа што е денеска State Department, тоа што е United States? Не. Тоа е еден амбициозен човек кој по секоја цена сака да биде премиер. Еве му се даваат може да биде премиер. А не му се дава. Истата таа ција му тврди дека ќе биде премиера, таа прави све да не биде премиер. Да. Почитувани гледачи, рековме дека телефоните се отворени за вас. Се надвам и сигурен сум дека имате прашање што би сакале да ги му платите на господинот Палевски. Од ова што до сега го имаме слушнато. Господин Палевски, се слуша за некои други бизнеси на господинот Заев и неговиот брат Вице дека и телевизии купуваат. Не баре као Берлускони се однесува во Македонија. Па добро, они најверојатно во своите биланси по фирмите имаат пријавна добивка, не само телевизија, имаат возила, возни паркови, куќи, тоа видовме во изминативе неколку години, тоа го видовме.
Како може еден тоталитарен систем и режим на Груевски да создадеш 30-40-50 милиони евра? Не, јас не се палам на партиските вокабулари и нивните пресконференции, кај што се обвинуваат, они толку многу еден друг се испљука да сега со платформа не знаат да се снајдат, ниту Груевски, ниту Заев. Нивниот предходен антагонизам со години и нивната предходна цела една година и пол, 2014 и 15 со промовирање на бомбите, ги стаи албанците се очекаа вешто да се направат крш еден друг и само ја пласираа платформата. Па повелете сега двајца лидери снојите се. Дали може да се случи една дестабилизација од државата со оглед дека овој народ може да се контролира? Секако. Не може да се контролира со оглед дека слушајќи изјавата на Фршковски кој вели на сила, за уши надвор собрани. Па тоа е Сорос. Дали Сорос, имајќи факт дека веќе троши пари Сорос токму за такви манипулации со чувствата. Декларацијата е Сорос. Еди Рама е Сорос, Фрчковски е Сорос, Владе Милчин е Сорос. Сето тоа е Сорос. Кој, благодарение на State Department, кој сега деновиве гледам дека се извлекува. Бели се сети да каже дека изборите се кредибилни од како се врати разговор во... на пење? Не на пење, него беше на разговор со сенаторот Ли, со конкретни прашања на кои немаше никакви Ама беше одговори. јавно обвинет дека злоупотреба да се офајдило Сорос како Па добро, многу 6 сенатори кои се сериозни, меѓу нив и и Круз. Тед Круз, кој што јас лично се видов во Америка. Да, и сериозен републикански сенатор. Не се наивни тие. Не сакам да тврдам дека они ќе го сменат. Не мора да го сменат Бели. Бели регуларно му завршува мандатот, мислам, во септември месец. Он не Пред време на прекоманда да, не и не добили. треба да се лаже народот дека он е политички поставен и така натаму, кон некои несериозни медиуми што го направија. Он си е дипломат од кариера, дојде од Истанбул. Не му успеа акцијата во Истанбул, јаде Па не знам дали не успеала или успеала. Многу Видовме сум дека мал. Ердоган нема. Види, Ердоган многу ги сум собрал мал, многу во сум една мал друг- и многу сум далек од Истанбул за да можам тоа да го кажам. Меѓутоа, Мичо, видовме сите дека како Ердоган се справи. Добро, да. Се согласуваш Меѓутоа се? сега говорам за маневрите на State Department. Значи, пред почетокот или после почетокот на оваа криза, Бели дојде од Истанбул, меѓутоа, она што е интересно, амбасадорот од Москва на United States се повлече во Белград. Денес ги имаме Македонија со завршени шарени, сега е во друг дел веќе кризата, системска е кризата, не е револуционерна, туку системска. Не функционира ни парламент, ни влада, ништо, имаме техничка влада. А во Белград веќе е стартан истиот проект. Да. Дали во тука ќе одиме со реклами и натаму ве очекувам почитувани, еве ви давам простор да упатите директни прашања на мојот соговорник Љупчо Палевски. Одиме со рекламите, се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, веќе сме кај 50-та минута до оваа емисија. Добивам пораки на мојот Facebook профил, во инбокс. Благодарам многу. Доста е голема гледаноста на слушаноста, бидејќи не слушате и гледате на YouTube каналот исто така. Љупчо Палевски, председателот на градската конференција на Социјалдемократскиот сојуз во гласот на народот. Говориме за актуелните избедувања, ситуацијата во Социјалдемократскиот сојуз, визави платформата и се што е тоа актуелно. Господин Палевски, за демократските капацитети во Социјалдемократскиот сојуз, корумпираноста и сето на што ова дека можеме да речеме, визави, потоа ќе збориме и за тоа дали на овие протести се и социјалдемократите може да се сретнат. Па вака, искрено бидам, неколку социјалдемократи видов тука. Тоа се обични членови, тоа не се некои видни политичари. Овие протести, неколку пати сум кажал, дури се подобри од ДПМН. Она што ДПМН мене ме шокираше, ме изненади, после овие 3 години жесток напад, буквално пола Европска унија, комплетна една структура на State Department, комплетен Сорос со сите ресурси што ги има, се направили на Никола Груевски. Жилавоста на членството на ДПМН и структурава што Никола Груевски изгради после ДПМН на Љупчо Георгиевски
и нејзината цврстина и жилавост во овие 3 години, после све ова што и се случи со бомбиве и со нападите за корумпираност, најверојатно има и голема корумпираност, покажа дека Никола Груевски има створена сериозна партиска структура на ДПМН, што од своето формирање не постоела. Тоа сум, како да кажам, шокиран и па дури малце и љубоморен што мојата бивша партија не е таква, као што е ДПМН во овие 3 години. Во Социјалдемократски сојуз капацитетите, па и лидерските капацитети за демократски капацитети и самите структури на партиите, повторно за жал не е во мојата партија, туку е во ДПМН, бидејќи со самото тоа што ја ова го говорам кај вас во радио, покажува дека имате поголеми демократски капацитети, а ова не можам да го кажам за Заев во ТВ24 која е на Вице, не е на Роби. Меѓутоа во Централен регистар се уште се води на... Значи, набратно на Заеве телевизија 24. Да. Тоа Вице, сите, тоа е јавна тајна, дека е на Вице телевизијата, не е смената, формалната смена во регистар, не. Значи, во Социјалдемократски сојуз не може да се чуе критика на сопствениот лидер или неслагањето со платформата. Тоа не може да се случи во ниту една, дури технички можности нема тоа да се направи. Сорос тоа добро го има направено. Владе Милчин му има даено целата медиумска структура на Зоран Заев, тоест на овој проект, кој не е на Зоран Заев. И на прашањето околу демократските капацитети, да. Околу обвинувањата за корупција, јас сум многу не можам да тврдам. Да, има сериозни обвинувања, меѓутоа, за разлика од социјалдемократите кои сакаат да се прикажат дека се различни од ВМРО-ДПМН во одредување мерки притвори, во брутално однесување, во предистражни постапки, гледаме дека они не се исти, туку дури се и полоши со инсистирањето. Гледаме еден куп членови и сериозни интелектуалци кои постираат че си лежите, ке ова, ке она. Не ми е јасно како луѓето мислат да се промовираат во демократски и политички понуди на избори, на и дури и на минатите и на идните, кога нон-стоп се служат со закани на нешто што не е докажано. Во тој дел демократските капацитети се на страна на ДПМН. Околу корумпираност уште нешто? Корумпираноста е масов, мислам вака. Визави платформата уште нешто да ја абсолвираме. Па, види, однесувањето на Зоран Заев и отварањето на целата таа работа која заврши со платформа, а почна во Швајцарија, во Берн, а заврши со потпишување на платформа, еве да прифатам дека е овде потпишано, еве сликани или фотосесија во Тирана, а потпишана во Скопје, е, освен корупција, не може ништо друго да биде. Што околу СЈО? Дали СЈО еден вид не е people meter, ние медиумите одиме на тој people meter, што јас не верувам во такви people метри, бидејќи се знае масажа се врши, ајде некои 3-4 телевизии радија да ги ставиме на прва линија, па за добија добри понуди на као маркетиншки простори, а друга ситуација, значи тоа е вештачки однос на дефинирање и билдање на рейтинг. Колку СДСМ му помага на СЈО и помага за рейтингот на СДСМ, имајќи факт дека СДСМ со нивното политичка импотенција, да речам, не покажува никаква позитивни вредности. Не само рейтинг, буквално СЈО е инженерингот за 67 подписи кои ги доби. Дуи е под жесток уцена од СЈО. И она ги даде подписите не затоа што верува во ветувањата на Заев дека ќе исполни платформа, туку затоа што и нејзини видни членови кои се под предистражни действија и истражни действија мора да слушаат онака како што ќе им каже Бели. Кој е суверен владар на СЈО, он прекажува кога и што ќе се покрене како обвинение. Дали имаше конфликт меѓу КТЦ Јанева и... Да, она што беше објавено на социјалните мрежи, да, има конфликт. Зошто? Па затоа што таму мериме Фатиме Фетај, мислам, се извинувам, сгрешив во името, е една од послободните во прајање кариера и не сакајќи се залета да поднесе обвинение за висок функционер на ДУИ. КТЦ Јанева го има заклучено предметот кај неа и тоа стои до далјнак, се доека ДУИ ги исполнува политичките наредби на Бели. Дали третиот кандидат, што гледаме не е присутна од СЈО, се планира, се подготвува за председателски кандидат? А кој е тој? Тоа е господјата обвинител. Кој?
Значи третата... Кој од обвинители? од Ленче Ристовска. Ленче Ристовска. Далеко е она од обвинител, она е процесорот и контролата таму. Значи Бејли не е присутен таму, Ленче Ристовска е Бејли во женска форма таму и контролор на целото СЕО. Така, господин Палевски, веќе морам да ја закружам емисијата. Почитувани, чекав ваше јавување со оглед дека ми испративте доста пораки, но како и да е, вредеше да се слушне Лјупче Палевски во гласот на народот. Ми посакам добро здраве и успех во работата и престојните празници. Имате ли која порака? Па пораката е следна. Доколку овие двајца лидери, за жал, Груевски паднат во стапица, а Заев корумпиран и наивен влетан во овој проект, без тие двајца политичари, платформата нема никаква вредност. Политичка тежина зеро. Почитувани, тоа беше Лјупче Палевски. Вие бевте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Автор и уредник на емисијата сум ја, Слободан Томич. Продукција Радио Слободна Македонија, 6 април 2017. Пријатна вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.